Како дете многу работи не можев да си дозволам, само моите родители не можеа да ми дозволат. Делото има пола милион лајкови. И над не знам колку 5-6 милиони прегледи. Викам, тато ја станав популарен, беше како, ај сиди таму, јади треба да ми помогнеш. Прв пат кога некој ми побара слика, јас бев у шок. Запциш. Ќе правиме германец од тебе? Па, хало Лојте! Здраво, дечки! Денеска се наоѓам во моето мало на авиончето и на мое огромно задоволство денеска ќе зборам со Александар Динев! Здраво! Мила ми е на поканата, како си? Супер, ти како си? Супер, ептен сум возбуден и едва чекам да се дружиме заедно. И јас исто, дали ќе може да почнеме да снимаме нешто? Имаш денеска време? Имам. Супер! Let's go! Ајде да одиме. Ајде! Ајде! Најпрво сакам малку да зборуваме за твоето детство. Еве, например, каде си роден, каде порасна, каде имаш завршено училиште, дали си женет, например, сега не се знае. Многу работи има за расправање. А јас доаѓам од едно мало селце кое што се вика Балинци и тоа е во општина Валандова. Таму израснав, таму е моето детство, таму и завршив училиште, бев и основно и средно. Некој време и учев исто и во Брајковци, што е соседно село, можеби не знаеш кај за наога, ама окей, нема везе. А за женат, да не вида нешто ти на TikTok случајно. Не? Знам дека имаш девојка, ама можеби... Не сум женат се уште, мислам дека е рано. Доста, значи, доста ги лажеш луѓето, лажеш, сушиш. Едно од целите во животот што имам е да имам моја фамилија и така. Така Да. што не се уште, но ќе биде и тоа. Како беше училиште? Добар беше? Дали имаше све петки? Од прво до петта ми беа сите петки и после кога почнав да учам во Валандово, го сменив училиштето, малце ми беше потешко, пошто нова средина, баш од Па тие да, тинејџерски години, малце бев бунтовник, мислам, како да објаснам, некако не ми се учеше и не бев со најдобри оценки, но после тоа средно кога почнав, бев одличен. Значи, Браво. учев за се што не сум учел претходно, у средно мислам дека онака ептен дадов се од себе и поминав одличен. Со сите петки, освен математика. Добро. А што имаше во математика? Двојка. Добро. Ама ми ставија тројка за накрај година, не може математика. Супер! Да, само математика. Знаеш како ме нервираше сите вака и гледаш петки и си имаш една тројка. Ама окей. А на 12 години што сакаше да бидеш кога ќе пораснеш? Леле, знаеш ли колку работи ми се сменија? Јас многу работи сакав да бидам. Прво сакав да бидам, како дете сакав да бидам пејач. Добро. После тоа сакав да бидам ветеринар. Добро. После сакав да бидам јутубер. Окей, мислам дека тоа сакаше секое дете порано. Да. Да. Па сакав да бидам уметник. И сега сум инфлуенсер. И си размислувал сепак нешто друго да направиш во време, дури си инфлуенсер, да кажам, например, си размислил, иако сум инфлуенсер, уште нешто друго да учам во истото време? Мислам дека оваа година особено, мислам, изминативе неколку години, ама особено оваа година правам работи кои што ги правам за помалиот Александар. Затоа што како дете многу работи не можев да си дозволам, само моите родители не можеа да ми дозволат, дали од финансиски причини, дали поради тоа што не знам сме биле мало селце и немало многу работи од околу. И сега почнав да одам на часови по пеење, учам како да пеам. Не ме терај да пеам, нема да пеам, уште не сум спремен. Баш не спремна сега да кажам, ајде отпени нешто. Исто така работам на еден мој проект, односно сакам да имам свој продукт, така што тоа е нешто друго. Исполнувам желби на помалиот Александар, у кратки црти. Па да, супер. Еве, спомна тоа со пеењето, еве, која ти е најомилена песна? Имам многу песни омилени. Моментално ја учам песната од Бруно Марс, која што се викаше Just the way you are. Многу убава песна, не знам. Тебе која ти е омилена песна? Јас многу слушам германска музика, повеќето рап, такви работи. Да, тоа многу сакам. И така, ама јас немам да кажам само една работа што најмногу сакам или еден пеач.
имам многу микс, многу голем Так. микс, ама слушам и македонска музика. Например, еве сега ти во која генерација би сакал повторно да пораснеш? Сега у мојата генерација или повторно се вратиш да кажам во твојата генерација? Телефони сте имали у тоа време? Мислам дека да, ама си бил многу на телефон или многу беше другарството надвор, да кажам? Јас пораснав во детство каде што ние се собиравме надвор другари и игравме криенка, мижи мала, со кал правевме колачи, торти, не знам, на игралишта трчавме, многу беше така разиграно, сите бевме надвор, останувавме во парк до некое време се дури не бараат нашите да се отидеме дома, многу беше забавно. Истовремено фативме период каде што почна нели технологијата да се развива, па телефони, па компјутери, се натаму и се натаму. И сега сум во период од животот каде што живеам од таа технологија. Мислам, тоа ми е мене работата. Да. Така што мислам дека поради тоа можам да правам некој баланс, што знам како е со технологија и како е без технологија. Да, баш интересно. Имаше порано телефон кога искочија телефоните? Имаше некоја игра што многу сакаше да играш на компјутер? Тогаш нели имаш исто компјутери? Баш тогаш искочија? Да, јас имав малце покасно телефон, моите ми купија покасно телефон, ама оние што се надопирали на тач. Да, а претходно имав телефон, значи малечок ваков, беше олкав беше и беше на копчења. Си имала телефон на копче? Не, јас не сум имала. Само ги знам од филмови, некои постари. Тоа е за старите како нас, уживај. Епа, имав такво со копче и имаше една игра со змиичка. Да, знам, за тоа имам слушнато. Таа игра, таа е од античко време, значи од времето на ние старите, диносаурусите. Таа игра многу ја играв како дете, но беше не правеше ништо, само буквално шеташ со змијата и нешто јадеш некои работи и змијата само ти расти, треба да не се касне сам. И тоа беше game over, толку. Па баш интересно. Па, успоредба со денешните игри, многу беше симпл. Јас порано исто имав една таква игра на телефонот, исто со змија, ама имаше и други луѓе, како исто со таква змија и они можат тебе да ти изедат или ти нив да ги изедеш. И ако некој изедеш, уште поголем стануваш. Ама тоа е веќе Па добро, да, апгрейдната. да. Ама баш интересно. Да. Кое беше твоето прво видео што го објави? Мојата прва видео беше со брат ми како играме Minecraft. Игравме Minecraft и се снимавме како играме Minecraft и тоа го објавив на YouTube. Уште стојат видеата, но неам кажано како ми се вика профилот или нешто така, пошто мислам заклучен ми е, не може никој да гледа, приватни ми се видеата, ама ми стојат таму. Така што играв такви видеоигри. Па после тоа, на TikTok почнав да снимам, не знам, некои трендови снимав, лип-синкинг видеа. Ево, напунио си 18, хајде први пут пробаш алкохол. Ево, пробачи му Дидо ракију, хајде. Да. Баш онака беше спонтано, пошто јас не очекував дека ќе ме знаат луѓе или дека ќе ми стане ова работа, јас го правев од забава и беше така спонтано и се случи да, не знам, луѓе да ме заследуваат. Да, баш така си направи твоја комјунити. Баш интересно, така. Која беше твоето највирално видео што го објави, значи што на крај имаше вау ефект, да кажам? Смотано видео е малце. Добро. Не знам што, пошто ми требаше да го снимам, видеото ми требаше да го снимам 5 минути. И видеото е на еден тренд, може ако одиш на TikTok и ако кликнеш најпопуларни видеа, го дава тоа како прво. И видеото е јас како правам вака со рацете. Добро. И пеам песна, и песната е некои бои, као red, yellow, и како правам ми се појавуваат као црвени емоџиња, жолти емоџиња. Да. Имаше еден таков тренд, ако се сеќаваш, одамна на TikTok. И тоа го направив и видеото има пола милион лајкови. И над не знам колку, 5-6 милиони прегледи. И од тогаш се чувствуваше некако да кажам вирален и кажа од тој денешен ден како јас се чувствувам славен, може би да се каже. Какво чувство беше тоа? Мене ми беше нереално искрено, пошто јас обично како дете не добивав многу внимание, не бев популарното дете во школата, знаеш, пошто има у школа кога ќедеш има, знаеш, популарното дете што сите го сите девојчиња го свиѓаат, па сите сакаат да се дружат и така натаму. Јас бев така повлеченко и кога почна така луѓе да ми лајкуваат видеа и да ме заследуваат, јас бев зачуден. Не бев навикнат. Не знам дали се осетив славен, туку само се осетив така убаво, пошто
луѓе сакаат да ме, знаеш, да ме гледаат, да ме заследуваат така натаму. Некој ми даде некоја валидација тоа. И се сеќавам како се случи. Јас бев со татко ми. Добро. И нешто му помагав со работа и небитно. И телефонот го немав, мислам, вечерта пред да го објавам видеото. Значи јас све го едитирав, го објавив, се легнав да спијам и не го уклучив интернетот кога станав сабајлет и само отидов нешто на татко ми да му помагам. И како му помагав и до еден момент нешто вика, беше околу 12 часот, татко ми вика ќе седнеме да јадеме и седнам да јадам, ја го уклучувам интернетот и во тој момент само ми стигаат нотификации како И јас само гледам телефонот и викам што се случува и татко ми гледа вика што бидна, викам не знам и го отворив TikTok и тогаш одеднаш видов дека 10.000 луѓе одеднаш ме заследиле од само едно видео. Мене ми се и ја како правев рефреш ми се качува за 1000 фоловерси. Плюс 1000 и татко ми гледа вика шо? Па шо е тоа? Татко ми почна не се разбира Да. од социјал медија. Викам, тато, јас станав популарен, беше како, ај сиди таму, јади, треба да ми помогнеш, пошто не разбираш. Да. Да, и така си продолжив и некако сега собрав огромна, дури као фамилија, не знам како да објаснам, огромна фамилија на поддржувачи кои што не знам, ми го пружат животот кој што сум сонувал да го имам некогаш. Кога го објави нели тоа видео и стана толку вирален, дали тогаш луѓето во школа ти бара слики да направиме? Александар, да една слика да направиме. Така имаше такви моменти или Може помало место и децата повеќе го гледаат тоа кој веговој се снима сега на TikTok. Но надвор од училиштето имаше доста дечиња кои што доаѓаа, кои што не учеа со мене. Мислам имаше и во училиштето неколку, ама беа кој кул, те видов на TikTok или дека објаваш. Но беа многу помалци. Ја повеќе осетив дека луѓе ме знаат моментот кога излегов надвор од Валандој, кога пример почнав да посетувам други градови, пример ќе дојдам во Скопје или во друг град и гледам право дечијако може ли слика. Прв пат кога некој ми побара слика, јас бев у шок. Викам зашто сака некој со мене да се слика. тоа можам да Много е представам. сладко, да. За мене си еден голем пример за нашата генерација, за све тоа што го правиш и дали би можел некоја порака да испратиш до луѓето исто што сакаат да почнат со социјал медија или онака нешто што можеш да дадеш некоја порака. Порака која што јас би сакал да ја испратам на младите е да бидат своји, затоа што без разлика што и да правиме понатаму во животот, без разлика кој пат и да сакаме да тргнеме, многу е важно да останеме вистински до тоа што сме како личности и да не дозволуваме другите луѓе да го поништат тоа, затоа што ќе има многу луѓе во животот кои што нема да те поддржуваат, но ќе има и луѓе кои што ќе те поддржуваат. И мислам дека е најважно да се обкружуваме околу такви убави луѓе, исто убава енергија како што ти шириш, за да можеме да бидеме не само мотивирани, туку и да се чувствуваме прифатени за тоа што сме како личности. Така што знам дека страшно да застанеш вака пред камера и да зборуваш и многу ми е драго што ти на 12 години ова го правиш и сакам да ти кажам едно големо браво, што не секој го прави тоа, треба многу храброст, но мислам дека ако е нешто кој што стварно сакаш да го направиш, не боли да пробаш. Така е. Благодарам. Ајде да ги испиеме пијалоците и да те однесам на едно место. Ајде. Александар, имам една многу добра идеја и мислам дека ќе ти се допаѓа. Ајде да видиме. Сакам да те тестирам по германски. Добро. Добра идејата, нели? Не. Добре. Не знам ништо. Не се снајдеш, ајде. Вака сега. Ќе ти кажам на германски и ти ќе мора да погодиш како е на македонски. Ајде. Може? Океј, ајде. 8. 8. Добро. Супер, океј. 15. 15. Добро. Леле, гутен таг. Guten Tag. Дечки, guten Tag. Сум знал. 63? А? 63. 37? Не. 63. Како па трај, викаш, нели е тоа 30? Да, ама кај нас е другата страна се брои. По првинот помалата бројка па од поголемата. Како беше уште еднаш? 63. Да. И првот од обратно. Да. Ми нема логика ова. 75. Зъбциш... Тоа беше 70. Да. А уште еднаш? 75.
Леле. 75. Точно. Мало помош ми дала после камерите. На вистина, тоа јас не го видам. Добре, Не мора да видиш. ќе правиме германец од тебе? Па... Хало, Leute! Halo Leute. Сум веќе. Си веќе, добро. Weiß. Бела. Точно, добро. Блау. Сино. Кеам, ти нешто си учил, само не сакаш Не, јас се спремив признаеш. да дојдам. Не сакаш да признаеш. Рот. Како? Рот. Род. Па тоа преска ти објаснив кај нас, садато другче се зборува Род. Добро. од македонскиот. Кафена. Црвена. Точно. Океј, Кат, дека не може вака, многу си добар, германец ќе правиме од тебе. Те чекам се во Германија. Also, само ова знам, дај ми нешто плюс да научам. Како да се представам? Hallo, ich bin Alexander Dinev. Александар, ти благодарам многу што одвои време, за да може малку подобро да те запознаем и се надам дека и ти си помина на вистина многу убаво. Ми беше многу забавно, едва чекам повторно да се држиме. Да, и јас. Дечки, се надам дека ви се допадна ова видео и можете да видите како изгледа еден ден со Александар Динев, а ти заследи ме на мојот YouTube канал ако ти се допаѓа ваков контент. Чао, чао!